Добар ден, ученици во основните училишта во Македонија. Јас сум Димитар Чоковски, дипломиран професор по историја, предавам во основното училиште Рајко Жинзифов во населба Драчево и за потребите на Едуино ќе снимам оваа лекција. На овој час ќе учиме за верувањата на човекот во најстарите заедници. Она што праисториските луѓе не можеле да си го објаснат, верувале дека е предизвикано од надприродни сили кои ги замислувале како добри и лоши духови. Тие најмногу го обожувале она што имало најголемо влијание во нивните животи, како сонцето, водата и земјата. Да запаметиме. Луѓето во праисторијата верувале дека природните појави ги предизвикуваат надприродни и невидливи сили. Тие невидливи сили ги замислувале како добри и лоши духови. За некои од нив изработувале статуи од глина. Луѓето во праисторијата, а и подоцна, најмногу ги обожавале сонцето, земјата и водата. Праисториските луѓе постоело верување дека водат потекло од некое животно, кој е заштитник и предок на родот. Оваа појава се нарекува тотемизам. Постепено верувањето во надприродни сили прераснале во верување во божество. Да запаметиме. Праисториските луѓе верувале дека водат потекло од некое животно и дека нивниот живот и опстанок зависи од него. Таквото верување се нарекува тотемизам според зборот тотем, кој значи предок, зачетник на родот или на племето. Луѓето во праисторијата на природните појави како дождот и сонцето им придавале надприродни својства и почнале да ги сметаат за божество. Нашите далечни предци најмногу ја почитувале Божитата мајка, која ја сметале за прародителка на живиот свет на земјата. За животот на праисториските луѓе најмногу дознаваме од материјалните остатоци кои тие ги оставиле, како што се цртежите во пештерите, предметите од глина, камен и коски, како и остатоците од нивните живеалишта. Праисториските луѓе создавале представи за светот што ги обкружувал преку цртежи. Тие цртале на зидовите од пештерите во кои живееле, но и на оружјето и орудијата, а изработувале и разни статуи на животни, на богови и на луѓе, кои биле направени од глина и од коски. Тоа беше се за оваа лекција. Чувајте се, останете во добро здравје и се разбира, учете историја. Поздрав!